Не само што започнеме, ние цело време чистиме овие депонии. Станува збор за дива депонија од помасовен карактер. По иницијатива на граѓаните започнеме да ја чистиме на овој потек. Таа акција започна во петок, продолжи во сабота и еве трети ден денес. До сега се изнесени над 30 тони смет. Станува збор за локација кај што фрлаат несовесно граѓани и неовластено. Фрлаат смет кој не треба да се фрла тука. Овој потек кај што се прави мостот во Ѓорче Петров и самата дива депонија која беше на горниот дел, сметот беше во огромни купови. Истиот си има расфрлувано подолу, меѓутоа заради градењето дел остана доле, кој го користат од долниот дел граѓаните. За жал и горниот дел, ние како ЈП Чистота зеленило сме должни тоа да го направиме. Во тек е чистење на овој долен појас кој ќе продолжи до отпадот подолу, односно кај Орхидеја. И денеска планираме во таа количина едно 5-6 камиони, сигурно најмалку 30 тони смет истото да го изнесеме. Додека се подготвувавме да дадеме ова изјава, поминува огромен број на мотокултиватори, можете да фатите прилог и сега. За 3 минути помина 6 култиватори со отпад, јас не знам кај го носат. За ова работа треба инспекцијски служби да излезат и да си ја завршат својата работа. Апелирам и до НИФ, а исто така и до МВР да преземе активности да ги исклучи од сообраќај, кои се најсериозни причинители. До сега и праксата покажа дека овие казни се во многу мал број и воопшто граѓаните не се дисциплинирани. Предлагам воведување на финансиска полиција и очекувам од оваа влада дека таа втора фаза на децентрализација, не знам кои услови понатаму би требало да ги исполни и тоа навистина да профункционира, бидејќи ЈП Чистота и зеленило во својот обем на работење не може и своите тековни работи да ги постигне, меѓутоа ваквите типови на диви депонии, ваков отпад нас ни причинуваат дополнителни залагања и ангажмани и ние не можеме тој смет во толка обем ни да постигнеме да го изнесеме, меѓутоа правиме напори, нашите заложи одат во тој дел да целокупниот град Куманово и општина Куманово го покриеме со нашето делување. Колку депонии имате на ниво на Куманово? Диви депонии? Па сега точната бројка не можам да ви ја кажам, бидејќи диви депонии никнуваат во секој момент. Има 5-6 регистрирани како такви. Истите локации на тие диви депонии ги знаат сите инспекцијски служби и МВР. Очекувам да се преземат санкции во тој дел. Ние тие диви депонии ги чистиме. Има начин на кој се чистат диви депонии, а тоа е по налог на општина, одделна програма, меѓутоа кога имате иницијатива од граѓани, кај што тој смет им причинува опасност, ние како јавно предпријатие, како задолжени за одржување на чистота, зеленило и здрава животна средина, тоа го работиме и по иницијатива. И ќе продолжиме да го работиме, меѓутоа бараме совесност од граѓаните и дисциплински мерки за таа работа. Каба со отпад исто така се депонира каде што ќе се стигне. Неодамна имавме фотографија од близина на поранешен житомел, беше изнесена дури цела соба, може да се каже. Кабаст отпад, исто отпад од сличен тип. Еве овдека имате кабаст отпад. Истиот е изнесен во сабота, продолжува и делот кој што е недоизнесен и не се фрла само на овие локации, се става пред контейнери на сите можни локации на кои не треба да се става. За истиот ЈП Чистота и зеленило организира акции во текот на година кој ги најавува да граѓаните го изнесат тој отпад на тие локации и ние како јавно предпријатие потоа бесплатно го преземаме како би можеле да не се доведуваме до ситуации до кои сме доведени. Меѓутоа постои многу мала заинтересираност на граѓаните и ако ви речеме во некој проектирани бројки дека од целокупниот кабаст отпад кој што се појавува во текот на година, дали 5% го изнесуваат граѓаните на тие локации на кои ги најавуваме и правиме акции, само ќе докаже дека нема дисциплинираност во тој дел. Еве сега во наредните денови повторно ќе организираме таква акција на одредена локација кај што граѓаните треба да го изнесат тој тип на отпад. Ние би го презеле бесплатно како би ги заштитили и нив од дополнителни трошоци, бидејќи таа услуга чини. Доколку некој сака да изнесе кабаст отпад, може да се обрати кај нас, ние да му наплатиме на таа услуга, ја презимаме комплетно и ја носиме на депонија во место кај што е определено за кабаст отпад. Благодариме. Благодарам и на вас.